Македонските граѓани на 30 септември ќе одговорат на прашањето дали сте за членство во Европската Унија и НАТО преку поддршка на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција. Собранието со 68 гласа за ја донесе одлуката за распишување на референдум. Согласно донесената одлука на референдумот, граѓаните ќе се изјаснат за прашањето дали сте за членство во Европска Унија и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Референдумот ќе се одржи на 30 септември 2018 година. Координаторот на пратеничката група на СДСМ пред гласањето истакна дека пред граѓаните една историска одлука која треба да обезбеди иднина на Македонија и идните генерации. Создаваме услови нашата држава да стане европска земја, дел од европското семејство, да биде еднаква со големите европски и светски сили, вели Тунтев. Ве повикувам без разлика на етничка определба, без разлика на партиска определба, да се обединиме сите и заеднички да работиме и да го постигнеме известниот успех. Историјата досега во повеќе наврати ни покажала и докажала дека секогаш кога сме биле разединети, губела Македонија и губел македонскиот народ. Самоволието на владеачкото мнозинство не застанува обвини опозицијата. Никола Мицевски излезе на говорница со обвинување дека предлог одлуката за референдум ја добиле 10 минути пред почетокот на седницата. Од страна на председателот на владата на Република Македонија беше ветено на прашање од колега пратеник дека референдумот кој што ќе се случи во Република Македонија ќе биде обврзувачки и резултатот од него ќе биде она што е волјата на граѓаните во Република Македонија. Ние денеска во член 1 имаме предлог за распишување на референдум за консултирање на граѓаните на целата територија на Република Македонија. Граѓаните на Република Македонија имаат реална можност да бидат рамо до рамо со останатите граѓани на земјите членки на ЕУ, истакна Джеват Адеми. Мнозинството граѓани без разлика на етничката припадност се за влез на земјата во ЕУ и НАТО, смета тој. Имаме историска можност со нашето гласање 30 септември со заокружување на тие обврски кои што произлегуваат од договорот со Грција 2019 година да сме 30-та членка на НАТО и многу набрзо да бидеме новата држава во големото европско семејство. Врз развојот на државата директно влие интеграцијата, па затоа БЕСА силно ќе го помогне референдумот со цел истиот да биде успешен, вели Реџеп Мемеди од БЕСА. Бидејќи на секој македонец му посакувам се најдобро, ке ве замолам сериозно да размислите за иднината на вашите деца, на вашата нација и на вашиот јазик. Јас сум убеден дека под закрила на НАТО и вие ќе бидете посигурни и ние заедно ќе може да правиме, ќе водиме битката и за идентитетот. Одлуката за распишување на референдумот беше донесена без опозицијата која иако претходно вети дека ќе присуствува на седницата и ќе го убедува мнозинството да не избрзува, сепак пред гласањето напушти салата. Ниту еден од присутните пратеници не беше воздржан или против.